Бизнисот и образованието се двосмерна улица и со децении не можат да се усогласат. Резултатот е поразителен бидејќи компаниите не го добиваат она што им треба, а младите имаат проблеми при вработувањето и ја напуштаат државата. На компаниите им е потребен квалитетен кадар, стручен кадар кој што може веднаш да премине од училишната во работната средина и да одговори на потребите и на сите технолошки процеси и промени кои што се случуваат и се соочуваат компаниите. Но ако имаме стручно образование кое што треба да биде квалитетно, а има своја специфика, потребно е сите чинители да бидат учесници во креирањето на стручното образование. Но главен правец треба да го даде бизнисот. Министерката Јаневска исто така смета дека е крајно време квалитетни кадри да влезат во бизнисот, што е интенција и на Министерството за образование. Да создадеме квалитетни и компетентни кадри кои ќе учествуваат понатаму во изградба на државата. Стручното образование е од исклучителна важност, затоа што општо е познато дека имаме недостаток на работна рака, имаме иселување на нашите млади луѓе. Ова е една можност да ги подобриме условите да останат во сопствената земја и да придонесуваат за сопствената земја. Во оваа насока Јаневска потенцира. Во моментов веќе при крај изработката на Законот за средно стручно образование, во кој конечно ќе ги решиме системски и дуалните паралелки. Се надевам дека ќе имаме, всушност сигурна сум дека ќе имаме многу конструктивен и многу корисен состанок за сите чинители во овој образовен процес. Овие ставови денес се слушнаа на трибината под наслов "Улогата на бизнис заедницата во креирањето на стручното образование", организирано од Стопанската комора.